Најпрво, ева да споделам и со гледачите, со јавноста, оно што веќе во приватен разговор ти го кажав. Навистина ја ценам твојата работа, високо ја вреднувам и секогаш со многу задоволство одговарам на сите покани за заедничка соработка. Значи, ова не ни е прва соработка, добро се познавам и затоа мислам и дека текот на разговорот ќе биде онака многу по фреквентен. Што се однесува до самото прашање, значи јас кога се работев во просветно дело, веќе имав вработив пошто е приватна фирма или без препорака, без пријателска врска дека натаму, значи аплицирав на оглас, ми се јавија од дирекција со однос на тоа дека имаше многу квалификувани кандидати за истата работа. Се работеше за работа во книжарница, меѓутоа работата во книжарница и во доменот на продажба многу, како што и самиот знаеш, се разликува од другите типови на продажна дејност, заради тоа што мора да сте упатени во издавачката дејност и во литературата на самата издавачка куќа, така што беше пресудно да се има некое претходно работно искуство. Јас скоро целиот живот после моите студентски денови работев во издавачки куќи, така што и на сајми на книги секако, така што бев прилично добро упатена во издавачката дејност на ова издавачка куќа и тоа на некој начин ми даде предност во однос на другите кандидати да бидам примена на работа. Се трудев максимално да ја оправдам довербата што ми беше дадена од менаџерката што ме интервјуираше и која што одлучи нели дека јас треба да добиам таа работа и навистина се трудев, многу бргу го совладав работниот процес, пак ќе кажам тоа го некако припишувам на тоа некое претходно искуство што го имав и во продажна и во издавачка дејност, така што прилично добро се уклопив и јас искрено да ви кажам, дури работев таму, немам никакви забелешки за никој, ниту за менаџерката, ниту за колешките. Навистина имавме многу убав, прекрасен однос, многу убаво се согласувавме, работата течеше во една многу добра пријателска атмосфера, со компромис се договаравме за правилна дистрибуција на работните задачи што ни следуваа, сите работевме и навистина беше спојување и на убаво и на корисно, затоа што јас идев и на работа и да работам, меѓутоа ете и да се социјализирам и да се дружам и да работам со клиенти кои што навистина разговорот со луѓето, со клиентите што доаѓаат да купат книги, секогаш има некоја нова димензија, нови работи учите од нив, тоа се навистина луѓе кои што имаат што да споделат, имаат што да кажат, контекстот на разговорот се секогаш книги, издавачка дејност, така што јас можам да кажам слободно дека навистина уживав до работа таму и немам никаква замерка ниту за работодавецот во периодот додека траеше мојот работен однос, ниту за самите менаџери и колешките кои што таму работеа. Она што исто така сакам да го истакнам е дека фидбекот што го добивав јас е дека сум оценета од страна на менаџерката која што имаше контакт со мене единствена од луѓето кои што се задолжени да ја прават еволуцијата на вработените, дека практично таа е навистина задоволна од мојата работа, не се соочив со никакви прибелешки, забелешки за мојата работа и навистина дури одлуката кога таа ми ја соопштуваше дека дирекцијата одлучила дека нема да ми биде продолжен договорот, тоа ми го соопшти на еден многу невообичаен начин, односно кога ми се јави на телефон плачеше менаџерката кога ми ја соопштуваше таа вест, тоа треба све да ви каже и исто така вибер преписка која што ми беше силен доказ пред Комисијата за заштита и спречување од дискриминација дека не станува збор за некое незадоволство од мене како работеник или некоја друга причина која што зависи од мене во однос на исполнување на работните задачи. Во таа преписка стоеше изјава на менаџерката дека ја чест што сум ми колешка и дека навистина е жал што веќе нема да продолжам да работам. И уште една битна работа што треба да ја споменам, а мислам дека влијаеше во однос на градење на мојата перцепција за тоа дека сум доживувана како добар работник таму, е тоа што 2 дена пред истекот на договорот, односно 2 или 3 дена, договорот ми истече во сабота, јас во четврток веќе, за тоа постојат нели докази што се приложени, а и од јавен карактер се така што можам да ги споделам накнадно, во книжарницата на просветно дело
каде што работев јас, заедно со уредничката, реномирана уредничка на литературни списанија за деца, снимавме интервју. Во тој момент јас имав дистрибуција на мојата емисија на телевизија 24, која што интервју имаше за задача да ги промовира литературните списанија за деца на ова издавачка дејност. Потоа јас се слушнав со уредничката, која што ќе повтораме на висока позиција и има голема одлучувачка моќ во таа компанија, и таа ми понуди дали сакам заедно со неја, во соработка со неја, како дополнителен ангажман да држам обуки на дечиња во основните училишта низ Македонија за начинот на кој што се креираат видео содржини кои што се наменети за таа таргет популација, односно за деца. Јас тоа го сватив како еден повик за унапредување. Верувам дека и другите луѓе кои ќе им понудите дополнителен ангажман кој што е надвор од продажна дејност, и тоа е една убава работа, нели, да се работи со дечиња, да се држи обука. Јас го сватив лично тоа како унапредување, и дотолку ми беше пошокантен податокот, односно пошокантно сознанието дека еве веќе два дена после тоа останувам буквално без работа